Ситуацијата во врска со пожарите во Република Македонија е максимално нормализирана, односно нема пожар од позначителен карактер. Активен пожар има кај Дрен, Прилепско и во Катланово. Припадници од Дирекцијата за заштита и спасување, од противпожарната бригада и припадници од јавното предпријатие Македонски шуми се на тие места и во моментот действуваат. Ова го кажа директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Шабан Салиу на пресконференцијата. Од активен пожар можам да кажам кај Дрен имаме, кој на кај Прилеп, према селото Смолани има зафатено две насоки на движење. Таму ние сме во тек и превземаме действија и тој дел во текот на денот да биде целосно изгаснат. Нов пожар пред еден час се појави кај Катланово, општина Петрове село, град Манци. Значи гори нискостеблесна шума, таму имаме припадници од противпожарната бригада, Македонски шуми и 15 припадници од единиците на Дирекцијата за заштита и спасување и се вклучени авионите АТ-802 Fireforce Air трактори. Значи и уште еден пожар кој е активен, односно избега од Зелениково во тој предел, према границата према Косово, гори нискостеблесна шума, кај село Грачане. Тој истакна дека дирекцијата постојано будно ги следи промените со пожарите во нашата земја и дека вработените работат деноноќно, така што нема потреба од паника, се е под нивна контрола. Дирекцијата досега интервенирала 296 пати, тоа се 130 часа на терен, а исфрлено било околу 800 тони вода. Од Центарот за управување со кризи нагласија дека огнените јазици во најкритичниот дел од Македонски Брод се совладани. Во Македонски Брод пожарите се под контрола и поголемиот дел се локализирани, освен во моментов активен пожар имаме во атар на село Волче, во подножието на Сува гора, на место викано Мрамор и место викано Брдо. Исто така пожарот кај место викано Фојник на кај село Брест е се уште активен. Во селата Калугерец и Могилец пожарот е ставен под контрола. Што се однесува пак до Велешкиот регион, пожарот кај село Гуѓаково во правец кон Црна река е се уште активен и овде гори висока сува трева и трња. Во овој регион активен пожар има и на потегот Никодин, Јасеновска глава. Во општина Чашка пожарите направија огромна штета, а од соопштението на Евана дознаваме дека во овој регион корисниците на електрична енергија се снабдуваат со времен приклучок. Во моментов екипите на Евана работат на санација на проблемот, односно 14 изгорени столбови. Се очекува санација и на 5 изгорени столбови во Зелениково и 3 во Могилец, а не се исклучува можноста бројката да порасне.